Сакате ли да бидете здрави и убави? Одговорот сигурно е да. Во Библијата постои еден прекрасен рецепт кој ни обезбедува духовно здравје и убавина, а тоа е рецептот на блаженствата. Една од најчесто повторуваните фрази на денешнината е да се биде здрав. Насекаде слушаме за тоа како да постигнеме добро физичко здравје, да имаме избалансирана исхрана, редовно да вежбаме, доволно да спиеме. Исто така рекламите ни прикажуваат луѓе со здрав изглед и ние се стремиме да бидеме како нив. Често размислуваме за здравјето во физичка смисла, меѓутоа забораваме или ја занемаруваме нашата духовна состојба. Иако сме насочени само на физичкиот изглед, нашите напори се безвредни. Нам ни е потребно да го негуваме и нашиот духовен живот. Во својата проповед на гората на блаженствата, Исус ни дава еден од најголемите рецепти за да уживаме духовно здравје и убавина. Здрави се миротворците, бидејќи ќе бидат наречени Божи синови. Христос е кнез на мирот и неговата мисија е да го врати мирот и на земјата и на небото, кој што бил нарушен поради гревот. И така оправдани преку верата имаме мир со Бога преку нашиот Господ Исус Христос, вели апостол Павле. Секој оно што ќе се согласи да се откаже од гревот и да го отвори своето срце за Христовата љубов, ќе има удел во овој небесен мир. Да се биде миротворец не значи ограничување само на целта да се запрат светските војни или битки. Постојат многу работи кои можеме да ги направиме најпрво во нашиот дом, да се избориме со расправиите и неслогите. И верувате или не верувате, во вашето духовно здравје ќе се подобри, понекогаш ќе се засили, ќе се решат многу конфликти и проблемите ќе се надминат. Освен овој, не постои друг темел на мирот. Христовата милост, примена во срцето, го отстранува секое непријателство, ја смирува секоја кавга и душата исполнува со љубов. Оно што е во мир со Бога и со своите ближни, никој не може да го направи несреќен. Почитувани, во неговото срце нема да има завидливост, наместо тоа ќе има љубов, ќе нема омраза. Срцето, кое е во согласност со Бога, е исполнето со небесен мир и неговото благословено влијание го шири на сите кои го обкружуваат. Духот на мирот, како роса, ќе се спушта врз срцето уморно и измачено од борбите на оваа земја. Христовите следбеници се испратени во светот како весници на мирот. Секој оној кој со тивко, несвесно влијание на светиот живот ја открива Христовата љубов, секој оној кој со збор или дело го наведува другиот да се откаже од гревот и своето срце да му го предаде на Бога, е градител на мирот. А блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Духот на мирот е доказ дека тие се поврзани со небото. Нив ги обкружува пријатната атмосфера на Христовата личност. Прекрасниот мирис на животот и убавината на карактерот му откриваат на светот дека тие се Божи деца. Луѓето согледуваат дека тие биле со Исуса. Секој кој љуби е роден од Бога. Ако пак некој нема Дух Христов, тој не е негов. Туку оние што се управуваат по Божиот Дух се синови Божи, вели апостол Јован, а исто така и апостол Павле. Духовното миротворство ќе направи да го зачуваме мирот во нашите срца, мир кој доаѓа кога ја прифаќаме Божјата волја. Здрави се миротворците, бидејќи ќе бидат наречени Божи синови.